Ми представува чест и особено задоволство да ве поздравам денес по еден несекојдневно убав повод. Доделувањето на големата награда Ерве Делиен на Француската академија за 2021 година на Јордан Плевнеш, еминентен македонски драматург и писател, неуморен промотор на франкофонијата, реномиран европски интелектуалец. Во секојдневието обременето со бројни предизвици, од пандемијата до актуелните закани за мирот и стабилноста на Европа, веста за доделувањето на оваа награда на знаменитата Француска академија на еден македонски автор е една од оние кои не исполнуваат со радост и не подсетуваат на убавината на живењето. Не сме наивни да веруваме дека убавината ќе го спаси светот, но сите знаеме дека без таа убавина светот би бил бесмислен. Плевнеш во својот необичен и уникатен животен пат, од родната Слоештица, па се до светските височини на пишаната реч, ја откриваше и осознаваше суштината на вечната потрага по универзалните вредности, кои постојано ни се враќаат како никогаш до крај научени лекции. Тоа патување Јордан Плевнеш го минува на својот мајчин, македонски и на својот адоптивен француски јазик, дополнително приближувајќи ги двете земји и народи и откривајќи нови хоризонти на пријателство меѓу нив, каде што не може да има граници. Во тоа свое патување, почитуван амбасадоре, еве ве денес и во куќата на председателот на земјата, која ве изнедри и која е постојано присутна во секоја ваша мисла, во секој напишан збор, како пријателка и на вашата Франција, на вашата и наша Европа. Во годината во која Франција одбележува 400 години од раѓањето на великиот Молиер, овде меѓу нас е човек кој со своето дело и дух постојано и секаде го воспева и јазикот на Молиер, ја одржува жива франкофонијата на овие простори и ја промовира нераскинливата врска помеѓу Балканот и Европа. Поводот за оваа наша средба е најдобрата рефлексија на она што сакаме да го негуваме. Секогаш и секаде меѓу нас, а што Јордан Плевнеш постојано го нагласува. Хуманоста како основна вредност врз која културните и сите други разлики ќе бидат препознаени како богатство за кое вреди да се твори и да се живее. И благодарам на Француската академија што ја препозна универзалната порака во делото на нашиот Јордан Плевнеш. Тебе, драг Јордане, ти посакувам добро здравје и уште многу творечки години. На сите вам, драги пријатели, ви благодарам за присуството и ви посакувам пријатни моменти со чаша македонско вино.